Значи, прво, ние не знаеме каков вид референдум распиша собранието. За да ги цениме правните последици од него. Кој е ефектот? Која е правната природа? Нашиот закон за референдум, како специјален закон, познава 5 поделби на референдумот. И сега тука е многу деликатно да ги разграничиме, бидејќи често и во секојдневниот говор ги грешиме, задолжителен, консултативен, облигаторен и така натаму. Прво, од договорот се дознава само за 2 подвида на референдум кој е распишан. Прво, дека е државен референдум, значи дека не е локален, како овие општински во Босилово, сега што имаше во Дојран за овие рудници, значи дека е државен на ниво на држава, тоа го знаеме од одлуката на собрание. И второ, дека е консултативен, дека одлуката не мора да се почитува. Значи, според мериторност. Само тие две ги знаеме. Другите две ние не ги знаеме, а морало да ги знаеме. Прво, според обврската за распишување, референдумите се делат на облигаторен и факултативен. Нашиот устав предвидува само 3 случаи на облигаторен референдум. Тоа е при промена на граница, го спомна професорката, пристапување во сојуз или заедница со други држави или нивно истапување, и кога тоа ќе го побараат 150.000 избирачи. Тогаш собранието нема сакам, неќам, мора да распише референдум. И следното, а тоа е според временскиот момент, што е многу битно. Тука се гледа суштинската грешка на доносителот на одлуката, односно на собранието и на нивните слаби стратегиски подковани правници. Според временскиот момент имате предходен референдум, или ние го викаме антелегем, пред да уредите некое прашање, па ги прашувате граѓаните како тоа да го направите. И дополнителен референдум, тоа е постлегем, откако сте го решиле прашањето, дури во теорија се вика тоа е народно вето. Па народот ќе ви го отфрли, нема да ви, или ќе ви го потврди. Значи, ние, според толкувањето на законот за референдум, консултативниот референдум, мора да биде само предходен. Така стои во членот 27, вика за предходно консултирање на граѓаните. Дури погоре во членот 24 вели за склучување на меѓународен договор владата може, тоест собранието може да распише бидејќи од поширок интерес. Значи, не може тука да ни толкуваат дека ако нема одлука, бидејќи е дополнителен вели референдумот, демек има договор, па вие ако не го потврдите, он ќе си остане во сила. Не може да остане нешто што не постои во сила. Бидејќи референдумот е предходен и консултативен да е, тој е предходен. Тој не може да биде дополнителен според нашето позитивно право. И дури овој референдум има елементи на арбитражен референдум, се нарекува во теорија. Тоа е референдум кога имате судир помеѓу две власти, во случајов тоа е двете глави на извршната власт, председателот кој одбива да потпише и владата која го предлага како договор. Значи, во тој случај, дури народот е тој кој пресудува на така наречен арбитражен референдум кој е во право. Доколку народот не одлучи за, тогаш договорот не може да профункционира. Следната утка која што е целосно направена и со која што законодавецот сам се матираше, е тоа што според нашиот член 120 не постои консултативен референдум за сојузување. Тој референдум мора да биде задолжителен. Значи, тој е уставно пропишан како облигаторен, тој морате да го распишете, нема сакам или неќам. И доколку не го ставеа ЕУ во прашањето, може би ќе имаше смисла, бидејќи според едно решение на Уставниот суд, тие НАТО го третираат по член 121. Вели тоа не е сојуз, туку е меѓународна организација класична. И таму треба само апсолутно мнозинство во парламент и толку. И ние во 93-та година имаме таква одлука. Во 93-та парламентот донел одлука да се зачлениме во НАТО. И толку, они го третираат како завршено право. Но за ЕУ ситуацијата самите си ја искомплицира. Ставањето ЕУ во прашањето по автоматизам го активира членот 120. Членот 120 е убиствен во вакви случаи за нив. Со активација на членот 120, прашањето на цензусот останува исто.
се бара 910.000 од 1.800.000 на пола 907.000. Но мнозинството од релативно, вели, од излезените пола, тоа е 450. Тоа е по член 73, ако се. Но по член 120 вели, од излезените сите мора да гласаат за, значи 910.000 да гласаат за, бидејќи е апсолутно мнозинство и бара мнозинство од запишаните избирачи во избирачкиот список. Тоа значи и да помине референдумов. Со 450, како што нема одлука, за одлука по устав треба 907.000 гласови, не излезени. Може да излезат милиони, 907.000 гласови. И последното е тоа што тука се наполно негира концептот на граѓански суверенитет или народен суверенитет преку методот на директна демократија. Тој метод е појак од методот на индиректна демократија. Бидејќи по устав кај нас граѓаните се суверенот, не собранието. Значи граѓаните веќе еднаш утврдиле како ќе им се вика државата. Таа ќе се вика Македонија. Потврдила во референдумските прашања, поставени се 3 прашања и според нашиот закон требало да бидат на 3 одделни гласачки ливчиња. Тие можеле да спроведат 3 референдума во изден, со избори не смее да се спроведе, но референдуми само може да се спроведат 2-3 колку сагаат, но на одделни гласачки ливчиња. И последно потврдила во видот на референдумот. Како што објаснив, претходно не знаеме дали е тој претходен или е дополнителен. И следно на капциозноста на прашањето поставени се 3 прашања во едното, што е спротивно на Венецијанскиот кодекс за добри референдумски практики. Хронолошки прв таков е португалскиот случај и последно со тоа ќе завршам, тоа е нелегалната владина кампања. Значи според Венецијанскиот кодекс имате 2 забрани. Забрана за употреба на јавни фондови во кампања, може партиите, но не може државата или општините, и забрана за влијание врз исходот, односно се вели дословно не смее јавната власт да води прекумерна и еднострана кампања. Не може да води кампања за. Може да води информативно, да го објаснува, но не може да агитира. Можат партиите, не можат властите. Тврдам дека бојкотот е единствениот механизам на самоодбрана во оваа каша попара ситуација, затоа што согласно Венецијанскиот кодекс се знае дефиниција има, дефиниција на латински definis, да ограничиш, нема тука да толкуваш, дефинираш. Дефиниција што е неуспешен референдум. Неуспешен референдум е да нема цензус. Толку. Нема цензус, нема одлука, нема договор.